Почитувани, добра вечер. Во студиото сме, добре дојавте во новиот формат на програмата Телевизија 24, во новиот формат на анализа, кој е сега преточен во една отворена програма, која почнува веднаш после дневникот и така ќе биде секој ден од сега, веројатно додека трае и целава водена ситуација. Наш вечерашен гостин тука во студиото е универзитетскиот професор Никола Пановски. Добро вечер, професоре. Ќе разговараме за целата ова ситуација, но исто така ќе следиме и се што се случува. Очекуваме обраќање на председателот Пендаровски во однос на водредната состојба во целата држава, која треба да се прогласи и штом почне председателот, кој е најавен за 18 часот, ќе се вклучиме таму. Како што веќе најавив, имаме и скайп вклучувања и од земјава, и од странство, имаме и изјавите од денеска, и во однос на водредната состојба, и во однос на ситуацијата со коронавирусот во земјава. Како што ми сигнализираат, ми изгледа дека председателот Пендаровски само што почнува, така да веднаш се вклучуваме таму, па се враќаме во студиото. Одлуката за прогласување на вонредна состојба ја донесов заради заштита и исправување од последиците на ширењето на вирусот COVID-19. Вонредната состојба ќе трае 30 дена и оној момент кога собранието ќе биде во можност да се состане, ќе му биде поднесена на потврдување. Пред истекот на овие 30 дена, очекувам владата да ми поднесе детален извештај за ефектите од дотогаш преземените мерки и образложен предлог за потребата од евентуално продолжување на вонредната состојба за дополнителни 30 денови. Почитувани, фактот што за прв пат од нашата независност прогласуваме вонредна состојба укажува колку е сложена ситуацијата во која се наоѓаме и колку е голем ризикот за сите нас. Од денес, извршната власт ќе има зголемени надлежности и ќе може да ги користи сите ресурси на државата. Повторувам, сите, и државни, и приватни, за поуспешно да се справиме со епидемијата. Во вонредна состојба, владата ќе може да носи уредби со законска сила, со цел да воведе поголеми ограничувања во движењето на луѓето и особено да обезбеди поголеми средства за поддршка на економијата, која влегува во исклучително кризен период. Епидемијата значително ги оптовари ресурсите на државата. И веќе во овој момент штетите за фирмите кои не работат се огромни. Тука владата мора да понуди значителна помош и поддршка. Почитувани, како држава и како граѓани не очекуваат тешки денови. Но јас како председател немам никакви дилеми во исправноста на одлуките кои ги носам. Очекувам дека и владата, која што во престојниот период ќе има најголемата одговорност, ќе биде на висина на задачата и на искушенијата кои ги носи актуелниот политички и историски момент. Со оглед на зголемените овластувања, очекувам владата, надлежните министерства, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување и сите инволвирани институции дневно да информираат за сите активности кои ги преземаат, како и за ажурираните планови за свое постапување во иднина. Посебно сакам да нагласам дека лидерите на најголемите политички партии и на власт и во опозиција даваат поддршка за прогласување на вонредна состојба. Владата ќе продолжи да функционира како техничка, што значи дека во неја ќе продолжат да даваат свој значаен придонес и представниците на опозицијата. Тоа е можност на дело да покажеме дека кога станува збор за ваква опасност без преседан за нашата држава и нашите граѓани, сите политички партии ќе работат заеднички за заштита на здравјето на луѓето и нема да се грижат за својот политички рейтинг. Во оваа ситуација ќе мора да бидат одложени изборите закажани за 12 април, а парламентарните избори ќе бидат закажани дури кога ќе се создадат услови за фер и демократско изјаснување на граѓаните. Сите анализи, дебати и калкулации за добивање на гласови или за пратенички мандати сега
треба да ги оставиме на страна, затоа што се безвредни во однос на најскапоценото – заштитата на животот на нашите граѓани. Почитувани сограѓани, во деновите пред нас бидете дисциплинирани и одговорни пред себе си, пред своите најблиски, особено бидете одговорни и помагајте им на нашите повозрастни граѓани и граѓаните со хронични заболувања. Не излегувајте од дома без позначајна потреба. Следете ги информациите од надлежните органи и институции и доследно почитувајте ги нивните препораки. Во оваа прилика сакам посебно да им се заблагодарам на сите ангажирани здравствени работници, полицајци, војници и волонтери кои изминативе недели вложуваат навистина над човечки напори да им помогнат на граѓаните погодени од болеста. Имам порака и за сите наши државјани кои престојуваат надвор од земјата. Најпаметно е да останете во земјата во која сте, додека трае оваа состојба согласно препораките на Светската здравствена организација. Доколку сепак решите да се вратите дома, добре дојдени сте, но при тоа треба да знаете дека мора да ги почитувате сите мерки пропишани од надлежните институции, а тоа значи и можноста да бидете сместени во карантин. Апелирам до сите граѓани на нашата заедничка и единствена татковина да бидеме смирени, да бидеме одговорни и да бидеме солидарни еден кон друг. Ако си помагаме, ако се држиме заедно, сигурно ќе ја пребродиме и ова тешка ситуација, како многу пати досега во нашата историја. Ви благодарам. Да, тоа беше обраќањето на председателот Пендаровски, очекувано прогласи водрена состојба на територијата на целата држава во наредните 30 дена. Професоре, во ред слушавме што кажа председателот, тоа е нашата нова реалност, продолжуваме понатаму. Јас вас да ве прашам, денеска исто така министрот за здравство ги објави новите случаи на заразени со коронавирусот, 35, ми се чини беше вкупната бројка сега. Се тестираат и нови лица, тоа може да се смени и во текот на денот. Кажете ми, дали сте вие изненадени од бројката досега во нашата држава, во однос на нашата околина, во однос на светското искуство и како вас ви личи, како се справуваат властите со оваа состојба? Значи, ако зборуваме за овие 2-3 дена, очекувано беше да порасне бројот. Предходните денови бев позитивно изненаден со малиот број на случаи. Значи, сега бројот на случаи е мал, а беше многу помал пред 3 дена, така да ќе видиме како ќе се движи, да се надеваме дека нема да имаме може да е многу оптимистички, повеќе од 10 случаи на ден. Вчера имавме 8, тоа беше рекорд, што би значило дека за овој период на вонредна состојба, овој оптимистичко сценарио, да одиме до 300, до 500, би било релативно лесно, да не речам многу лесно, не е ништо лесно, гледате, и сега е тешка состојбата, особено во Дебар, со тие сите мерки што се преземаат, меѓутоа тоа би било релативно лесно да се совлада тој број. Што се однесува до мерките, немам никакви замерки од тоа што го слушам. Прво, честитам на транспарентноста, значи јасно е се. Мислите ли дека постепено како ги воведувавме, постепеноста и времето беше добро? Да. Темпирано се до сега? Се тоа што го слушам е на место. Дури за некои мерки мисле дека се преригорозни, меѓутоа подобро порано, отколку подоцна. Единствено прераните мерки може да бидат лоши ако немате капацитет да ги издржите доволно долго. Ако ги преземете премногу рано, немате можност да ги држите оној момент кој ќе биде најопасно, тогаш може бидат лоши. Инаку сега, за сега се добри. Сега не можем да тврдам како е на терен. Нели имаше порано, бар пред недела дена, се уште собирање имаше на конвенција пред 5 дена, собирања масовни или релативно масовни, понатаму неконтролирање на
на граѓаните, што не значи дека се криви институциите, бидејќи знаете како се враќаат особено со возила. Кога немаше граници Европа, немаше ни печат, имаше печат од некоја земја таму, од Словенија или од Унгарија, дали биле во Италија, не можеше да се види, веројатно тоа како се одвива на терен е веќе друга приказна. Меѓутоа ова што го слушам и начинот на кој се прикажува, смиреноста на министерот, на останатите, на техничкиот премиер на председателот на државата, навистина на место и се гордеам со тоа. Дали мислите дека можеби министерот за надворешни работи апелира, рече се секојдневно до граѓаните веќе да не патуваат без потреба? Еве сега го слушнавме и председателот ги предупреди граѓаните дека може да внимаваат, дека може да бидат ставени во 14-дневен карантин, но мислите ли дека можеби тоа би било подобро да е тоа задолжителна мерка? Значи, сите што влегуваат мораат во 14-дневен карантин, нешто што, например, го воведе Израел. Од здравствен аспект, секако дека се тие мерки добри, меѓутоа ако средствата кои ќе се потрошат за тоа, а не се потрошат некои други средства кои се побитни во лекување на болните или спречување, значи ако нема доволно средства или капацитети, во тој смисол тие може да не бидат добри, инаку нормално дека е подобро да луѓето бидат заедно, меѓутоа ако има кој да ги обезбеди храна, безбедност, да спречи немири натре, таму секакви луѓе има. Ние кога одиме у хотел, знаеме отприлика кои луѓе, која класа оди у каков хотел, у какво одмаралиште, таму ќе биде измешано се и не знам како ќе се однесува. Значи на тоа треба да се мисли. Па таму треба да има, мислам, луѓе што ќе спречуваат конфликти. Замислете, ние сме само 4 дена во некаква полуизолација. Замислете што ќе биде идните 5 дена, па 15, па 20, па да не речем 2 месеци да седите дома, а не да седите во некој таму стационар. Инаку од здравствен аспект секако, ако може тоа да се издржи, е по-добро. Инаку што се однесува до патување, секако има вонредна состојба, треба да размислиме дали додиме на места во Македонија. Односно, може додиме, може и по-добро, но нешто не се на работа. Денеска баш ме прашува повозрастни колеги што не одат на работа. Мислите, да. Меѓутоа им рекол, бидете спремни дека таму ќе останете можеби до септември. Не може да се вратите кој ќе ви текне. Може утре да има 100 случаи, Скопје да биде затворено и да не може да се вратите дома. Значи, тие што мислат да одат, нека бидат спремни да си останат таму кај што ќе одат. Многу шетање, не треба, ако одат у викендичка негде кај што бидат поизолирани, тоа е во ред, меѓутоа да знаат дека може да се случи да нема да се вратат. Да не може бидејќи може покрај Дебар реално да се очекува дека и некој друг кризен регион. Се надам да не биде Скопје, бидејќи ќе ги исцрпи многу капацитетите да биде прогласен за кризна состојба. Сакам да ве прашам, па тоа следно, значи новите случаи и оние вчера и оние денес се од Скопје. Да, 12 се од Скопје сега. Што е веќе, значи има некој показател, можеби дека можеби болеста тука да се шири. Да, најлогично е да се шири во Скопје, кај што луѓето живеат најблиску еден до друг, најмногу комуницираат и третина од населението живее во Скопје и така да жариштето се очекуваше да биде Скопје, а не Дебар. Потешко е за контролирање, меѓутоа бројот од 12, кој релативно се, за некој се знае сигурен израз, за некој се предпоставува, се сепак возможни добри за контрол. Се уште не е тој толкав број. Значи, најголемата опасност е да се јават, моја индиција, значи, ние не знаеме колку има заразени, ние не знаеме колку има потврдени, тоа се 35. Најмалку се 100. Видите, гледате, овие од Дебар колегата и сестрите, тие се здрави. Да. Тие да не биле здравствени работници, да биле некои што работеле во продавници или негде биле во контакт, а не мало да се тестираат, ќе се тера понатаму. Значи, може би има 100 такви. Позитивно за мене за сега, не знам до кога е, што ако има 100 би требало бар 10 луѓе, до 20, да бидат толку тешко болни, што не би седеле дома. А ние ги немаме? Ги немаме. Тоа е, мислам, и би побарале помош во инфективната клиника или било каде и би им се докажала болеста и би биле примени. Борам тешко болни, кај што навистина мислеле дека е грип, седеле дома и така натаму. Се уште овие се случаи кои се најдени со скрининг заради контакти или заради лесна клиничка слика. А после некој од нив развија потешка,
тие 5-6 души, меѓутоа другите се со лесна или немаат симптоми. Тоа е оптимистички вака добро. Да, јас сакам ние додека разговараме да подсетам на режијата дека доколку го имаме и социологот Славе Младеновски на линија да го вклучиме кога ќе можеме, да ми дадете само сигнал дека може. Ако го имаме, значи еве, може, значи тука сме, господине Младеновски, кажете ми само дали се слушаме прво. Добро вечер. Добро вечер, значи во ред на линија сме. Се надевам дека го следите разговорот. Кажете ми, професорот Пановски кажа за изолацијата, за карантинот. Тој спомна дека таа може и сама по себе да биде тешка за многу луѓе, нели? Може да делува лошо и психолошки, не може, туку ќе делува. Кажете ми, цела оваа ситуација значи едно големо пореметување на сите социолошки текови, луѓето се отуѓуваат, луѓето се исплашени, можно е појава и на депресија. Како вие гледате сега на целава ситуација од социолошки аспект? Во почетокот сакам да искажам благодарност за начинот на кој што телевизија 24 врши информирање на граѓаните во оваа вонредна ситуација. Истовремено благодарност до почитуваниот професор Пановски и до вашите гледачи. Факт е, после објавата на председателот на државата дека ние сме во вонредна состојба, укажува на многу сериозен пристап и многу сериозна ситуација во која што македонското општество и македонската држава во својата историја за прв пат се соочува. Тоа укажува дека самиот пристап на поединецот, на граѓанинот, на индивидуата и на институциите, како и на организираните групи, се бара да биде единствено и синхронизираното однесување. Факт е дека ова што нам ни се случува сега, се случува речиси во целиот свет. И овој тест, всушност, што го има Homo sapiensот, всушност ќе покаже дали човекот како општествено битие истовремено е способен, поседува личен, интелектуален, емотивен и секаков друг капацитет да се спротистави на асоцијалното однесување и соодветно овој вирус да биде победен. Во поглед на вашето прашање можам да кажам дека човекот има иманентна потреба да се дружи со други луѓе. Тој е создаден, буквална смисла на зборот, дека му е потребна општествената група. Правени се одредени испитувања, човек може да издржи во затворен простор во самица максимум 8 дена. Ние сме соочени со ситуација во која што со членовите на семејството или со оние што сме најблиски, ќе бидеме доведени во ситуација за еден подолг временски период да живееме во вонредни околности. Меѓутоа, повторно сакам, како и многу други луѓе што укажува, да укажам на разумот. Токму заради заканата што стои пред нас, ние мора да бидеме поединечно прво одговорни, а потоа и колективно како општество и како држава, дека сето ова што ќе го правиме во наредните 30 дена, можеби и повеќе, е во функција на заштита на личното здравје, нашето здравје и здравјето на општеството во целина. Сакам да кажам еден многу битен елемент кога станува збор за елементарните непогоди. Кога правиме споредба меѓу поплава, земјотрес и епидемија, во случајот со земјотресот и поплавата, они се територијално ограничени, моментални и временски во одреден момент видливи. Кога станува збор за епидемијата, таа временски не е ограничена, територијално се расширува. И оно што е најбитно, потенцијалните жртви не се свесни како тоа што може да бидат жртвите во поплава и земјотрес. Ова укажува всушност дека самата држава, сакам да илустрирам со пример, за прв пат од поновата историја на македонската држава, државните институции покажа крајна одговорност и сериозност. И воопшто не треба да спориме или да се убедуваме околу динамиката на воведувањето на одредени мерки, дали биле преуранети или биле соодветни. Само како пример ќе илустрирам, барем во јавноста за неколку дена што ги слушнав мислењата на граѓани, на обични луѓе, кога станува збор за забраната за влез во државата, сите даваат совети дека требало веднаш тие граѓани да се однесат во карантин, веднаш и тука државата сгрешила, а истовремено кога државните органи ги пропишуваат потребните мерки и препораки, сега веќе и воведува водна состојба, тогаш овие луѓе велат тоа било повреда на нивните човекови права и слободи.
да не ги мешаме овие работи. Овде станува збор за многу сензитивна работа во која што ние, потенцијалниот непријател, не го гледаме. Никому ништо нема да му фали ако се стрпи од одредено дружење или од одредено излегување надвор од својот собствен дом. Пораката... Младеновски, тука ќе ве прекинам. Тука ќе ве прекинам сега, ќе се вклучиме повторно, ви благодарам. Вие ќе останете тука, ќе се вратиме повторно во текот на емисијата. Професоре, го слушнавме ова од прилика работи кои ги знаеме, но добро е кога ги слушаме од социолог кој ги објаснува тој аспект. Кажете ми да се вратиме ние на вирусот. Ќе разговараме за оние конкретни работи, како се пренесува, колку е заразен, кој го пренесува. Интересно ми е ова. Во однос на затворањето на училиштата, на градинките, на универзитетите, на кафе-баровите, тие први ги затворивме, рестораните. Вашите колеги епидемиолози велат дека младите, кога ќе се инфицираат, по правило се асимптоматски или имаат благи симптоми, но се главни амплификатори, засилувачи на епидемиско ширење на SARS-CoV-2. Значи, младите најмногу го шират вирусот, најмалку заболуваат, а заболуваат повозрастните и оние кои имаат хронични проблеми. Па дури има и научна објавена студија, баш просто Данило си ме испрати, па потоа ја кажа накратко и на медиумите, ја имам цела. Да. Но 390 на млади луѓе во Кина кои немале симптоми, шетале и ја ширеле инфекцијата. Значи, факт е дека младите се тие кои не се погодени со ова вирус, затоа вирусот не може да кажеме, ќе кажам неколку позитивни работи за вирусот, од кои Значи има и позитивни, добре. Да, главната е што не ги напаѓа малите, особено не ги напаѓа смртноста на деца под 9 години е 0, а бројот на починати деца е многу помал од бројот од други болести. Мислам, се брои на, ако не на двете едранки, на 3 шаки може да избреме децата. Меѓутоа, они очигледно ја шират болеста и искуството со Италија тоа го потврдува и големата смртност. Таму е на некој, се не може да кажеме грешка, меѓутоа за доцнетата реакција и за доцнетото затворање на училиштата, значи ако направите мерка, не сте спремни што таа носи, може да биде и штетна. Ако не го знаете овој податок, ако не знаете кај ќе одат тие луѓе, значи студентите си отишле дома, инфицирани, значи ја шират. Огромен број отише во туристичките центри, бидејќи тоа е богата земја, ефтини цени, значи има скијање и така натаму, а помалите деца отише кај своите баба и дедо, бидејќи родителите продолжили да одат на работа. И сега на таа милионски, не може да ги споредуваме тие бројки што ги има во Северна Италија, која сигурно е 10 пати поголема, 15 од Македонија, значи масовно младите отише кај што може би не одат толку често како кај нас, кај своите баба, дедо, прабаба, прадедо, и затоа букна таа епидемија и затоа просечната смртност кај нив е многу на возраста, на просечната смртност е многу висока, особено во почетокот беше преку 80 години. Тоа е ново искуство кое е поврзано, ова научна студија со праксата што се случи во Италија. Значи, треба да се внимава кога ќе се донесе нека мерка, што може она да донесе. Еве сега се апелираме да децата не одат кај своите баба и дедо, да седат дома. Да. И постарите што или помалку да излегуваат. Надвор, да не се групират, меѓутоа да не одат во контакт со постари особи. За среќа кај нас, мислам дека значи да не ме сатат погрешно да се уплашат сега, кај нас школите кои се затворија немаше случај и децата мислам, односно сум сигурен, веќе пројде скоро 2 недели од кога се затворени школите, немаше што да пренесат. До сега, ако имаше, ќе пренесеа у првите 5-6 дена и ќе имавме случаи, како што имаше Италија, десетици, стотици, илјади и така. Значи, тоа кај нас е направено на време и мерката дава резултати. Кај нив е направено подоцна, германците сметаат 10 дена дека закасниле, а италијаните 1-2-3 недели.
И тоа е многу значено, кој за еден ден може да биде. Да. Професоре, ајде малку да поразговараме за оние различни мислења околу опасноста од вирусот, бидејќи колку што читаме повеќе, гледаме дека има различни мислења кај вашите колеги и дека интересно е што различни специјалисти различно реагираат исто така, епидемиолозите се најмногу условно речено исплашени, ајде да речеме, најмногу алармираат на опасноста, додека пулмолозите се некако посмирени. Беше многу вирална она изјава на вашиот колега Несторовиќ од Белград, кој зборуваше доста дури пежоративно, вели, ова е толку безопасен вирус, не знам зашто се плашат толку. Има едно интересно исто така видео од германски пулмолог Волфганг Водарт, кој исто така зборува за овој вирус и тој вели дека се претерува со паниката со корона. Јас сакам сега вака, да го видиме видеото, па потоа ќе го коментираме. Ако може да го пуштиме тоа видео, ако сме подготвени. Ich dachte erst, dieser Hype geht wieder vorbei, als das losfing, aber das hat sich ja so gesteigert, dass ich denke, da muss man mal genauer drüber nachdenken. Ich war Amtsarzt, ich habe ein Gesundheitsamt geleitet, ich habe ein eigenes Sentinel gehabt, ein eigenes Monitoring-System für Grippeerkrankungen, habe jedes Jahr in meinem Bereich, das waren 150.000 Einwohner, immer beobachtet, wie viele Menschen werden krank. Wir haben jedes Jahr, überall in der Welt, haben wir immer neue Viren, weil die Viren sich verändern müssen. Wenn dieselben Viren nochmal kämen, dann würde sie unser Immunsystem erkennen und wir könnten uns nicht krank machen. Das heißt, die Viren könnten sich nicht vermehren und die wollen sich ja vermehren. Und deshalb müssen sie sich immer ein bisschen ändern. Deshalb haben wir also jedes Jahr neue Varianten dieser Viren. Und da gibt es etwa 100 verschiedene Virustypen und die verändern sich dauernd. Das ist so die Szene. Und wir haben uns bisher kaum darum gekümmert, welche Viren nun diese Grippe oder diese Erkältungskrankheit oder wie man das nennen will, verursachen. Diese bunten Säulen, das sind jeweils die Erreger. Und das Grüne, im grünen Bereich dort, sind immer die Coronaviren dabei gewesen, in jedem Jahr. Es ist also normal, dass da immer ein großer Anteil auch Coronaviren dabei sind. Was jetzt passiert ist in China, in Wuhan, ist das größte Sicherheitslabor für Viren in ganz China. Das heißt, da gibt es sehr viele Spezialisten, da gibt es Leute, die kümmern sich den ganzen Tag nur um diese Dinge. Und die haben da offenbar, da gibt es ja auch, das sind 11 Millionen Einwohner, große Stadt, große Krankenhäuser, große Intensivabteilungen. Das sind immer Leute, die beatmet werden, immer Leute, die Lungenentzündung haben, Hunderte wahrscheinlich. Und die haben bei ein wenigen Patienten, das waren unter 50 Patienten, die haben diese Viren untersucht und haben dann im Labor nachgeguckt, wie ist die RNA, und haben eine neue Sorte gefunden. Denen ist das aufgefallen. Und wenn ein Virologe sowas findet, dann tut er das in eine große Datenbank. Der Virologe kann natürlich nicht sagen, ist das Ding nur gefährlich oder nicht. Der kann nur sagen, der ist anders, der ist so, da haben wir einen Test, da haben wir keinen. Der sagt, aber ist das was Gefährliches, Herr Drosten? Ist das was Gefährliches? Woran will er das erkennen? Das kann er nur erkennen an weiteren epidemiologischen Daten. Das heißt, wenn man beobachtet, wie krank sind die Leute, wie schnell werden sie wieder gesund, sterben mehr als früher. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, um das zu beurteilen, dass man die Daten aus den Vorjahren heranzieht, dass man vergleicht, dass man die Mortalitätsdaten sich anguckt. Wie ist es, wie viele Leute sind an Viruserkrankungen gestorben? Das heißt, je nachdem, welche Anteile der Bevölkerung ich untersuche, die Normalbevölkerung, die Leute im Wartezimmer von Ärzten, die Leute in der Klinik, oder wenn ich das untersuche bei Menschen, die sterben, die sehr, sehr krank sind auf der Intensivstation, dann werde ich immer, das ist zu erwarten, immer diese 7 bis 15% dabei auch Coronaviren finden. Ob sie daran sterben oder ob sie an anderen Erregern sterben und Coronavirus nur dabei ist, kann ich damit noch nicht sagen. Das heißt, wenn ich jetzt in Italien gucke, oh, die sterben alle, dann möchte ich wissen, wo sind die Tests genommen worden? Wie hat man die wenigen Tests, die zur Verfügung stehen, wo hat man sie benutzt? Wenn man sie im Krankenhaus benutzt hat, bei Schwerkranken, bei Sterbenskranken, dann steigt natürlich die Todesrate an Corona, weil das so aussieht einfach nur, weil man da hingeguckt hat.
Und da waren dann die Virologen wieder, die sagten, die Politik hat sich umgeguckt, das kam von den Virologen. Also haben sie die eigenen Virologen gefragt und die meinten auch, das sei wichtige Sache und da müssten wir können da einen Test machen, wir können euch helfen, dass wir das auch wie in China dann sehen können. Also das heißt, da ist was gesponnen worden. Ein Netz von Informationen, von Meinungen hat sich entwickelt in diesen Fachkreisen und die Politik hat sich an diese Fachkreise gewandt, die damit angefangen haben. Hat sich das angezogen, dieses Netz, und hat sich in diesem Netz bewegt auch. Das heißt, dass jetzt es ganz, ganz schwer wird für Kritische zu sagen, halt, da ist aber gar nichts los. Und das erinnert mich an das Märchen mit dem König, ja, der eben gar keine Kleider anhatte. Und nur ein kleines Kind, was dann da sagte, er ist ja nackig. Das heißt, die anderen, die Hofschranzen, um die Regierung rum sind, mit denen die Regierung um Rat fragt, weil sie selber keine Ahnung haben kann, sind ja keine Fachleute, die haben das alles mitgemacht, die haben hofiert. Und so werden jetzt auch die Politiker hofiert von vielen Wissenschaftlern. Wissenschaftler, die wichtig sein wollen in der Politik, weil sie Gelder brauchen für ihre Institute. Wissenschaftler, die dann in diesem Mainstream mitschwimmen und die auch was haben wollen. Wir können auch helfen. Wir haben eine App und wir haben ein Datenprogramm. Wir können das machen. Da gibt es ganz viele, die sagen, hier, wir wollen da auch helfen. Das heißt, sie wollen auch Geld verdienen damit, wollen wichtig werden damit. Aber da fehlt so diese nüchterne Betrachtungsweise, die einfach mal fragt, und woran habt ihr das erkannt, dass es gefährlich ist? Wie war es denn vorher? Hatten wir das nicht letztes Jahr auch schon? Ist das überhaupt was Neues? Das fehlt. Und es ist wirklich so, der König ist nackt. Да, тоа е едно прилично интересно видео, нели? Прилично интересно размислување. Секако. Значи, ова не е прв пат и не е чудо, бидејќи ние 20 години, после сидата, ние реална епидемија, или пандемија, или голема епидемија, не сме имале, а сме имале медиска епидемии, пандемии. Се сеќам на SARS, од кој умре 800 луѓе. Дека правиме муавет, 800 умираат течење во Африка од некој глад или некоја друга болест, дека трае реченицава, дека ја кажам. Па птичиот грип, тој бев директор во фондот, па тоа беше дали кокошката стигнала во Лондон, па не стигнала ли во Лондон, некоја кокошка мртва имаше во Македонија. Да. Па владата јадеше во еден ресторан пилешко, што мислам е смешно да го јаде пилешкото кој ќе го испечете, нема врска со птичи грип. И кулминација беше така наречениот свински грип, кај што ова што го кажа за научници, сите се испотепаа да продаат вакцини, да кажат дека тоа е страшен грип, да продават лекови, 1/3 од земјината топка да купи такви лекови. Грипот на крај, бидејќи тука сега не може да збориме за посебни мерки кај тој грип, бидејќи мерки имало такви за грип и претходно умреа помалце луѓе отколку што умреа при сезонски грип. Сега овој вирус на вистина е многу интересен. Еве јас ги кажа бројките научникот и сега да ви прочитам вакви бројки. Дека смртноста, од 17.3. од Министерство земја. Да. Смртноста на Италија се работи за бројки од 28.000 докажани, 2500 умрени. 8,9%. Само една земја досега има повисока смртност од Италија од 9%, а тоа е Сан Марино. Добро, тamo е статистиката сосема друга. Добро, меѓутоа. Може било 5 заболени и 1 починал. Не, ја имам 102. Да, сега карикирам, да. 9 на 100. 9 на 100, да. Да, значи меѓутоа. И сега да погледаме Германија, каде што Германија имала на 17 6012 13 починати. Или денеска има 8084 со 20 починати. Процентот на смртност е 0,27%. Или во Италија умират 42 пати повеќе луѓе отколку во Германија. Во Германија оваа болест сега, иако има 8.000, овако е нешто над нивото на оној сезонски грип.
Интересно дека процентот во Швајцарија е 0,6%, во Холандија 1,6%, во Норвешка 0,25%, во Австрија, која се граничи со Италија како и Швајцарија 0,26%, во Чешка 0,28%, во Белгија 0,4%, додека во Велика Британија 3,5%, а во Франција 2,2% и во Шпанија 3,4%. Во Кина веќе е стабилен процентот, немаме нови случаи, нема голем број, тој ќе остане околу нешто под 4, значи околу 4%. Тоа се интересни бројки. Сега кога гледаме Кина, на ниво на Кина, во Кина има заболено 56 луѓе на милион жители, а умрено 2,3 луѓе на милион жители. Бројките за Италија сегашнија уште не е добиен врвот, 560 за докажани на милион жители, 50 умрени на милион жители, или Европската унија има 125 случаи на милион жители, со 510 милиона, околу 63.000, а просечниот процент на смртност до сега е 4,86, кај што Шпанија, Италија и Франција влече. Значи, ова е многу интересно, зашто во Шпанија, Италија и Франција е процентот не 2-3 пати, 40, 30, 20, 10 пати да е, а е многу повеќе, е толку. А се работи за истиот вирус? Се работи за истиот вирус. Значи, тоа се тие, што ги кажа професорот, разни методи и разни начини на лечење и разни начини на скенирање на населението. До сега во Европа смртноста е 6 на милион, 6 луѓе на милион. Значи, се зависи како се гледаат бројките. За Кина ова е, кога не би постоеле медиуми, овој број на смртни случаи од 3200, никој не би го приметил. Тоа е не статистичка грешка, туку помалку од тоа. Меѓутоа, друг ќе каже да не беа мерките во Вухан и карантинот, може би Кина ќе имаше не знам колку милиони. После кога зборуваме Германија, и тоа се мене ме збунува, ме тера на размислување. Пример, канцеларката Меркел рече дека се очекува 70% доболот од тој вирус. Да. Денеска, вчера, во Германија имаше 1000 нови случаи. 70% од Германија е 52 милиона жители, со тоа темпо сегашно по 1000 жители дневно, докажани. 2162 година, значи по 142 години, Германија ќе достигне 70%. Ако 2000 на ден се јавуваат, значи двојно, 2090. За до крај до 31 декември да достигне 70%, во Германија треба да има 200.000 нови случаи дневно. Значи, кога се кажуваат бројкиве, некој треба да земе калкулатор и да израчуна дали ова така или нешто има позадина, на кого му служи да кажете 70%, или во Америка не знам колку ќе останеле, а бројките се тие. Вие треба да имате 200.000 дневно нови случаи, кои ниедно здравство не може да ги препознае, нити да ги изброи. Еве, например, бројките во Италија за сезонска инфлуенца од 2013 сезона 2013-2014 до сезона 2016-2017, значи тоа се 3 години, вели имало вкупно 5.300.000 случаи и докажани и 68.000 починати. Така. Од тие 3 сезони, од сезонски грип зборуваме. Да, значи овде сега кога зборуваме за овие земји, особено Шпанија и особено Италија, за разлика од Кина која си се справи и секоја чест, Кореја исто така, Кореја исто има 1% смртност, бидејќи правеше скрининг, ги откри повеќето. Южна Кореја најслична со Италија по број на жители, по број на заразени, но не и по број на починати. Да, 87. Да. И 1% смртност и многу помалку. Значи, Италија прави анализа дека тоа е земја во која навистина се осеќа болеста, бидејќи таму отприлика дневно во земја од 50 на милиона умираат од разни болести, од старост 1500 луѓе. Ако вие дента имате 400 или 300 од корона, тоа веќе се чувствува. Да. Тоа во 11 милионски Вухан не се чувствувало или многу малце, а во цела Кина со толку милиони жители. Знаете што сакав... Значи, ова се чувствува и дури овие бројки што ги кажувате од сезонски грип, може да се споредат со овие, бидејќи оваа епидемија, ако заврши во Италија со 20.000 починати,
ќе се приближи до таа. Сега ќе речат, значи тоа си го имале они стално, како што кажува Тоа ми беше професорот. прашање. А овде гледате што се случи, што го има. Значи филозофско не туку и практично прашање што никогаш нема да имаме одговор. Кај сите овие епидемии почнаме од SARS-от, кај што бар пола земја ќе умреше. Така беше медиумски, 800 луѓе умреа, скоро сите во Кина, во Европа никој. Што би било кога би било? Значи треба некој да пушти епидемијата без мерки ригорозни, па да видиме што ќе се случи. Тоа сакав да ве прашам. За време на свинскиот грип имаше една земја која тоа го направи, тоа беше Полска. Министерството на здравство рече нема вакцинирање, нема лекови. Ништо не купуваме. Крај. Што се случи? Ништо. Исти процентот на починати и болни беше ист како во другите земји. Меѓутоа тоа сега не е направено, веројатно може да спекулираме дали би бил бројот по 10, по 20, по 50, меѓутоа нема да биде 70% и гледам како се ширала и кога немало мерки, значи тоа сметам дека не би била до тој број, би била отприлика по мене најпесимистички до 5 милиона смртни случаи на целата земјина топка, се зависи колку ќе трае. Да. Дали е само една сезона или повеќе. Така да овие се интересни бројки кои многу ќе се анализират, меѓутоа е фасцинантен податок. Да земји кои зборуваат тие германски јазици, Шведска, Норвешка, Швајцарија, Германија, имаат толкав помалк процент на смртност, веројатно нешто во системот на здравство и во начинот на тестирање, меѓутоа и на лекување на тешко болните. Значи, замислете 12 случаи во Германија на 6000 докажани. Да, имаме и денес изјава од министрот Филипче на оваа тема, ќе ја видиме покасно во емисијата. Сега мора да направиме една пауза за реклами, потоа се враќаме веднаш со Skype вклучување од Соединетите Американски држави. Да, се враќаме во студиото, како што најавив, сега ќе се вклучиме во Соединетите Американски држави. Таму е Борис Камчев, кој е дописник на МИА од Вашингтон. Прво да видиме дали имаме врска, дали се слушаме. Камчев? Да, се слушаме. Здраво, Сеат. Здраво. Како сте, да ве прашам, веднаш каква е денеска состојбата во Соединетите Американски држави и таму расте бројот на случаи? Мислам дека сите држави веќе пријавија случаи на коронавирус. Да, точно. Денеска пријави и Западна Вирџинија, која беше една од последните држави каде немаше пријавено случаи. Да, инаку ситуацијата е таква што сад се наоѓаат во една исклучително за необична ситуација за милиони американци. Тие прв пат во својот живот, многу од нив, можеби прв пат во својот живот се соочени со она блокада, што овде се нарекува general lockdown. Во многу сојузни држави се препорачува да се лимитира социјалната интеракција помеѓу луѓето. Сите тие препораки што ги даваат официјалните лица од здравствените служби на САД. Да, и како што знаеме, инфекцијата се зголемува со прогресија од 33% дневно. Така заклучно денес во САД има над 7300 случаи на заболеност од коронавирус, а 115 лица досега починаа. Камчев, има досега многу, цело време читаме за критики за американскиот здравствен систем, нели, она за што постоеше огромна дебата и во самите држави во однос на Обамакер, нели, во однос на здравственото осигурување, во тоа дека сите луѓе немаат достапност. Како сега здравствениот систем со тоа се справува? И имаше голем предизвик со тестовите, нели? Имаше критики дека нема доволно тестови во Америка, дека не се подготвени. Да, точно е тоа дека на почетокот администрацијата на Трамп не се справи многу експедитивно да одговори на предизвиците од вирусот, но како што стануваше ситуацијата посериозна, така станува и сериозни твитовите и реакциите од страна на Трамп. Нели, тој на самиот почеток говореше дека
ова ќе помине брзо, дека ова е само пролетен грип кој ќе го убие топлото време, но еве топлото време настапи март месец во некои сојузни држави како овде во Вирџинија е топло, има многу топли денови, но вирусот се уште се шири и администрацијата на Трамп стана сериозна и одговорот на вирусот исто така стана робустен во последната недела, да речам. Например, баш денеска, тоест секоја ден администрацијата одржува пресконференција како кризна пресконференција во Белата куќа со Трамп, со подпредседателот Майк Пенс, со целиот кризен тој штаб што име за одговор на предизвиците од коронавирусот, тие официјални лица од Центарот за превенција на заболувањата и инфекции, потоа овој што е Антони Фаучи, кој секојдневно рече се јавува од Центарот за алергии и инфекцијски заболувања. Така што одговорот е политичкиот одговор од страна на Трамп и неговата администрација е робустен, но е, например, како пример ќе кажам денеска, тие препорача на Трамп кажа дека наредил да се испрати, да се распореди цел војнички брод од војната морнарица на САД, брод болница на пристанишето во Нью-Йорк Сити, бидејќи Нью-Йорк Сити, градот Нью-Йорк станува веќе епицентар на жариштето на болеста во САД, каде што има досега заклучно синоќа, мислам има заболено околу 1500 случаи има 1500 случаи на заболени од вирусот. И така што таму се насочува вниманието во Нью-Йорк, каде што, например, градоначалникот на Нью-Йорк изјави дека граѓаните треба да бидат соочени со можен повик да одат во засолниште во наредните 48 часа, доколку епидемијата таму во градот се прошири. Значи, тука гледаме еден филмско сценарио се одвива на некој начин, а и од друга страна и психолошки американците реагираат на сето тоа, например, имаше многу разговори по социјалните мрежи и се пишуваше и се кажуваше за тоа зошто американците именно ги купуваат тоалетна хартија, бидејќи сега да отидеш во продавница во САД не можеш да најдеш, например, тоалетна хартија или хартија за бришење на раци. Да, добро, Камчев, во ред ти благодарам за информациите за состојбата во Соединетите Американски држави и се разбира како и ние тука. Чувајте се. Да, ви благодарам и на вас. Исто и вие чувајте се и се надеваме дека ово ќе заврши многу брзо. Да, се надеваме и ние пред да ве прашам, ова е интересно, градоначалникот на Њујорк што кажал граѓаните додат во засолништа, предпоставам дека не се плашат од бомбардирање од вирусот, туку веројатно тоа е исто мерка за карантин, за изолација, помалку социјални контакти. 1500 луѓе на толкава број, не разбираме тоалет хартија зашто купуваат. Да, тоа е неразбирливо кај нас, да, зашто снимуваат. Овие мерки се интересни сега. Колку може да траат, за солниште се оди кога бомбардираани Србија, од еден ден Србите, па утредната излегуваат, нели? Да ве остату за солниште месец дена, два, не ви треба коронавирус. Тоа е веќе нешто страшно. Луѓето ќе се испотепаат меѓу себе. Значи, сега пролете, на децата, на бебињата им треба сонце, им треба витамин Д. Прошла зимата, на младите им треба да се движат. Им треба свеж, чист воздух, да излеземе од оној загаден воздух. Сега е чист воздухот, за да може да добијат оној најважен, што ни го дала природата, неспецифичен имунитет кон сите болести, исклучувајќи ги пред се вирусите. Значи, некој болува од вируси 10 пати годишно, некој не болува ни една. Што е заради тој неспецифичен имунитет, не дека имунот тие вируси па ги прележал, туку едноставно ги одбива, бидејќи има имунитет. И сега да се оди во скривници и не знам каде, кај што луѓето меѓу себе ќе шират болеста, не можам да го разберам. Значи, и тука треба да се внимава ограничување на движење ноќе. Да, може после 6 сатот, меѓутоа кога е сончево времето, јас се зборам, бидејќи е вонредна состојба, и може владата да донесе одлуки и нивна е проценката. Ако ни процена дека не може да го контролираат населението, што ја не можам да го видам сега,
дека е несовесно, дека се собира во групи, нека се донесат и такви краткорочни мерки. Меѓутоа, тоа што го гледам, и како микробиолог кој е 30 години како професор, 10 години асистент, предава вирусологија и делот од вирусологија на македонски јазик учебникот сум го напишал, тоа што го знам за вирусите, можам да гарантирам дека излегување надвор, сега дали е тоа значајна потреба? Јас мислам дека за еден човек да излезе саат време надвор е многу значајна потреба. Јас е да без 10 км со велосипед, за тоа ми не е значајна потреба. Ако не го правим, ќе се разбол од нешто друго. Значи, ако излезат оние што заедно живеат, значи со детето, со сопругата, тоа да биде групата, не поголема, или сам највол, да се прошета, ако кој нема никаков контакт со други луѓе. Ако застане да збориме како сега, што збориме дури и подалеку, и на отворено нема теоретски шанси, значи теоретски шанси нема дури да сретнете некој што е позитивен на коронавирус да се разболите. Значи тоа не треба да се спречува по секоја цена со дозвола да излегуваат надвор, бидејќи голем број на луѓето излегуваат надвор, одат на работа, некои се среќаваат со стотици луѓе, одат во продавници. Значи тука треба да се удрат средствата, маските не треба да се трошат, зашто некој излегол да се шета по кеј со маска. Што ке му е маската на кеј, кога ако не мисли со никого да се приближи. Маската треба ќе влезе у продавница, особено на тој што работи таму. Кај што има народ, дезинфекција. Кај што е погусто. Дезинфекција. Значи ова маските многу делуваат на населението, еве нешто се прави. Сите имаме маски. А што има врска ако имате маска, ако не се приближите до некој? Нема шанси да добиете никаква болест. Или гледам дека многу сакаат да оди некој камион да дезинфицира улиците. Да чувствате дека вирусот се добива од улична прашина, колку и да живее не. Од улична прашина се добиваат овие болести од кои умираме, 1300 луѓе годишно, од загаден воздух. А делува тоа зашто не е дезинфицирани улиците. Значи, лифтот треба да дезинфицира секој ден, кваките на лифтот и влезовите, ако веќе има пари за тоа, а не да се фрлат за, се разбира, овие возилата, такси возила, натре, не надвор, натре, автобусите, Се што се се добива со превоза раце. возовите, кај што се добива со раце, тука треба акцентот да биде и маските и заштитните средства, особено тие квалитетните, да се чуваат за здравствени работници, да не ни се случува што ни се случува во Дебар. Прво тие да се бесплатно да добијат се, па потоа овие што работат по банки, на шалтери и така натаму, па населението, ако има за него, нека си купи, меѓутоа не гледам на сега на телевизија кај да една маска. Јас сум пензионер, ако си пензионер, седи дома и уште да алармирам, за кога одам во продавница, во недела сега бев, 80% беа луѓе, ја не сум млад, далеко тоа, меѓутоа беа 85 години, мислам, типични случаи за да опасни за и тие со торбите. Па има да некој да отиде меѓу нив место нив или да се организира. Значи тие треба дома да се. Маската нема да ги спаси од тоа. Да. Професоре, има многу дилеми и околу топлото време. Дали ќе го спречи ширењето на вирусот? Па еве сега може да видиме како е. Во Австралија имало 375, тоа е голем континент. Таму е топло, доста топло, зборам. Малезија 553 со ниеден смртен случај. И други сите во Африка се малци, може некој каже не е проширено, Перу 86 и така натаму. Значи топлото време не го спречува, меѓутоа изгледа многу топлото време ќе го спречи, ќе го спржи, што се вика. Значи оние што ги сакаме ние тропски температури веројатно ќе имаат влијание на вирусот, бидејќи докажано дека за секој вирус на повисока температура, особено ако е влажна средината, он помалце издржува на отворени простори. Значи, летно време, кога ќе се згреат површините, ќе се прави фактички на природна дезинфекција, која не може никој друг да направи покрај ултравиолетовите зраци. И втора работа што го кажав, главна борба и превенција од респираторни вируси од секогаш било, нешто што кај нас е незамисливо, проветрување или промаја. Кај нас промајата е причина, така е традиционално, дека од промаја се добиваат вируси. Промајата е спас од вируси. Обратно него што ние мислиме. Значи, отварање на
прозорите и воздухот кој се собрал да се разреди вирусот. Значи, не случајно кажуват, висок ризик се ако со некого бидете на помалку од 1 метар, 20 минути, значи цело време да се вирусот товари. И овие доктори не значи кога еден човек зарази. Може неколку пати, неколку пробале, па некој се фатил. Значи секој ден некој да ве товари со вирус во затворен простор. Значи, доколку се сретнете со некој на улица и да е заразен, тешко дека ќе се заразите. Па ако пројдете така, вие, он пројде таму, нема, да. никакви шанси нема на отвореното да се случи. Кога се разредени. Има шанси, ако чекате ред еден до друг, денеска чекав ред на вистина во Карпош и во центар кој беа многу недисциплинери за вакцини, како општини, овие мерки се, да не рекламирам, чекав за купување на бурек, знаете на што мислам, 3 метри седеа луѓето, не метар и пол, 3 метри си чека и редот беше по улицата и течеше брзо, значи нема никакви шанси да се добие. Добро е што ги затворија кафичите, бидејќи тука младите, ако не се збие ни еден врздук, не им интересно кафич. Они не седат еден на една маса, они сакаат гужва. И тука е во ред, друг спас нема. Значи сега треба, место да се трошиме на тоа, да издаваме потврди кој ќе излезе да купи нешто, по мене, властите ќе си донесат, мене ми е лесно да кажем од оваа позиција, кога сум бил на позиција, имате одговорност да предземете такви мерки, кои што е нови од Германија, ми е лесно се да каже дека е кралот гол. Треба да се види дали некаде, како што спомнаве, Чаир општина со многу густо население, кај што има бит пазар и така натаму, се собираат повеќе луѓе. Тука треба властите, може и дронови да користи и така натаму, да види дали се собират, особено во ноќни часови, да не се собират младите некаде во подруми, затворени простори, што е многу полошо од кога да се собират наводно. И тоа тука треба да се забрани и да бидат огромни казни. Да, Тоа мислам треба да се стави акцентот и дезинфекција таму кај што луѓето се собират, кај што работат во колективите, особено овие фабрики и така натаму. Да. Добро, ние се враќаме повторно на нашиот соговорник, социологот Славе Младеновски. Тука е Младеновски, ја следите емисијата, како ви се чини досега? Според кажаното можам да се надоврзам на една многу добра поента што ја искажа професор Пановски, а се состои на она подсетување како Македонија или како некои држави реагира на појавата на криза кога стануваше збор исто така со одреден вид на епидемии. Врз основа на кажаното јас можам да извлечам една констатација која што и претходно ја имав забележана, станува збор за следново. Нашава држава, веројатно и секоја држава, мора да поседува институционална меморија кога станува збор за појава на кризата, независно од како види и колкави се незините размери. Тоа подразбира пропишани протоколи за конкретно постапување од секоја конкретна ситуација на граѓаните како поединци, односно населението како целина. Таа мора да има подготвено опции и сценарија како ќе постапуваат институциите и како ќе барат институциите да се однесуваат граѓаните. Само како илустрација ќе подсетам за поплавата што беше пред неколку години, кога практично населението беше затечено и имавме навистина голем број на загинати луѓе од аспект на нивната неспремност поединечно да се заштитат, меѓутоа и од аспект на институциите соодветно да одговорат на една таква ситуација. Врз основа на ова што го гледаме досега, што се случува во Република Македонија, верувајте, мораме да ја зголемиме таа институционална меморија и сето ова што го правиме сега да го запишеме, да го документираме, бидејќи уште не е завршено. Ние уште сме на нивото за некои работи во однос на мерките што ги предлагаме како предпоставки. Ние уште не можеме да го предвидиме општото или колективното однесување на граѓаните. Може би сакам да укажам дека не сме во висок степен на паника. Имаме само моментални изливи на однесување на граѓаните за некој однесување и веројатно институциите добро ја менаџират или добро ја контролираат ова ситуација со укажување дека нема потреба од паника.
Не сакам да помислам на ситуација во која што граѓаните ќе помислат дека им е загрозена безбедноста или ќе има недостиг на храна или слично. Денеска видовме, а и вчера потврди одредени инспекцијски органи, дека државата максимално се обидува да ја држи оваа ситуација под контрола. Меѓутоа, и како социолог, и како човек, таа ќе покаже немоќ на долго време ако самите граѓани, како индивидуи во заедницата, не покажат совесно однесување. Државните институции можат со посебни уредби во зависност од тоа каков е статусот во државата, па дури кога станува збор за ваков вид на епидемија или друг вид криза, да го пропишат однесувањето на граѓаните и правните субјекти. Меѓутоа, од нас како граѓани прво се бара лично да се однесуваме соодветно, совесно и свесно и истовремено да пријавиме несоодветно или асоцијално однесување. Денеска слушнавме дека изречена и првата глоба за лице кое што не се придржувало на мерките. Веројатно овие глоби или овие казни ќе бидат во наредниот период и во поголем број ако граѓаните не се придржуваат. Меѓутоа, што сакам да укажам овде кога станува збор за казната? Таа не е казна која ќе му ги земе 1000 евра на граѓанинот за да се наполни буџетот. Не. Таа е порака за оние потенцијални граѓани кои мислат дека државата нема да ги примени казните, односно казната за несоодветно однесување. Тоа значи, со примената на казната државата го намалува ризикот од ширење на заканата или на болеста, а не го полни и буџетот. Така што имате ситуација и во други општества, знаеме дека казната на одредени луѓе што се многу богати парично, мислам дека, еве ќе ја земам Италија како за пример, беше една од мерките дека државата ќе пропише казна од 200 евра за граѓаните што ќе се движат или ќе го напуштат местото на живење. Видовме дека самата таа мерка се покажа нефункционална. Зошто? Зошто граѓаните имаат 200 евра да платат и сакаат да се однесуваат. Ние се наоѓаме, според мене, сега... Ако може да ја прашам. Кажете ми сега, се случува де факто најголемо одземање на граѓанските слободи во цел свет, како последица на мерките кои се воведуваат против коронавирусот. Тоа ќе се случи и кај нас, веќе се случува, но ќе се случува уште. Кажете ми, дали луѓето имали истражувања како луѓето реагирале во вакви ситуации? Ќе прифатат ли луѓето да им бидат одземени дел од граѓанските слободи на сметка за да се чувствуваат по-безбедно, можеби од болест? Јас ќе се повикам на една студија што има направено професор Бошале после земјотресот во Скопје 63 година. Со оглед дека одамна ја немам читано таа студија, меѓутоа генерално она што можам да извлечам од таа студија е дека всушност луѓето се однесуваат одреден начин асоцијално, бидејќи се исплашени, бидејќи не знаат како е утрешното утре. Меѓутоа, затоа постојат така наречени штабови на криза или кризни штабови или институции кои што едноставно ги упатуваат луѓето да се однесуваат соодветно. Еве, кога би ја земал таа студија, познато е дека во 63 година, јас релативно тога сум бил практично многу млад, добар дел од луѓето кои што биле во загрозена состојба се евакуирани, што е елементарна мерка за да создадете услови за живење на одредено подречје, прво да ги извадите луѓето и да создадете услови. Овдека во ситуацијава пораката која што стигнува од официјалните државни органи, бидејќи не е таква несреќата или заканата, вели сведете во ризикот на ширење на болеста со намалување на контакти. Ниту државните органи, ниту самите ние, еве и професорот тоа го кажува, не можеме целосно да останеме дома. Значи имате тука и психолошки и социолошки проблем кој едноставно ќе создаде проблем доколку траева подолго. Меѓутоа, затоа постојат овие мерки да се рационализира однесувањето на поединецот и на групите. Во случајот овде се мисли на некакви организирани групи кои што ќе мора да действуваат. Замислете, вие да немате координиран настап на здравствени работници, на полиција, на трговците што продаваат или на луѓето што произведуваат храна. Општеството мора да се престрои и институциите се тука надлежни да дадат препораки како тоа да се прави. Кога барате одговор на прашањето за повреда на човековите права и слободи, јас ќе се повикам на повторно на највисокиот акт, а тоа е Уставот. Во Уставот државата има право да прогласи ваква состојба.
Таа се прави во исклучителни ситуации и во тие исклучителни ситуации она што всушност се прави, како во овој случај, е всушност заштита на јавното здравје. Јас не можам од оваа позиција како социолог да, бидејќи не располагам со тековните информации на државните органи. Меѓутоа, предпоставам дека они крајно совесно ќе ја применуваат оваа мерка и не станува збор за свесно кршење на човековите права, туку станува збор за протокол или за процедура на однесување на граѓаните во ваква вонредна состојба. Добро, Младеновски, ви благодарам. Ќе ве вклучиме уште еднаш во текот на емисијата. Јас сега сакам да го видиме нашиот денешен прилог на телевизија 24 во однос на тоа како се однесуваат луѓето, дали ги почитуваат протоколите и препораките на колешката Сања Савеска и потоа ќе се вратиме во студиото. Паралелно додека докторите се борат за подобрување на здравствената состојба на заразените и додека владините служби секојдневно носат нови одлуки за спречување на ширењето на заразата, екипата на телевизија 24 повторно излезе во проверка на почитување на препораките. Најпрвин по релативно празните улици и булевари се упативме кон црквата Свети Петар и Павле во Ѓорче Петров. И покрај апелите да се прекине со литургиите, овде сликата беше поинаква. Мал број на верници пред црквата присуствуваа на утринската литургија и притоа поклонувајќи се ја допираат земјата, а потоа лицето, што е спротивно на препорачаните мерки за заштита. На градските гробишта во Бутел сликата поразлична од вообичаено. Најтажните моменти сега се уште потажни. Тишината е длабока и мачна. Последните испраќања сега се само во кругот на најблиските. Оттаму се упативме кон Шуто Оризари и се чини, влеговме во сосема безгрижно подрачје. Овде затекнавме музика, смеа и целосно непочитување на препораките. Вака изгледа Шуто Оризари денес, кога во Македонија се регистрирани 31 пациент заразени со коронавирусот. Овдека како да не допрел гласот и препораките на владата и Министерството за здравство. Од тука велат, коронавирусот во шутка не може да дојде. Непознавањето на состојбата во овој дел од градот е загрижувачка. Децата и целокупното население тука се под висок ризик. Оттаму жителите на Шутка преку градскиот превоз се упатуваат кон центарот на Скопје. И покрај алармантната состојба во целиот свет, овде сите се спокојни. Не знаеме што е тоа коронавирус, овдека не постои коронавирус во Шутка. Коронавирус, сите вируси што ги имаме, значи во Македонија, тие нели се вируси? Ама и тоа е еден болест како и другите болести што доаѓаат. Но до сега, фала му Господ, немаме ништо овде кој Шутка. Чистиме да не ги чистиме, кај нас тоа нема. Тоа не постои Шутка. Значи ние сме луѓе кои веруваме во Господ. Аллаху екбер. Еден е Господ. Знаете ли дека може да се заразите многу лесно сите? Не, сите не се заразуваме така сите. А ги слушате ли препораките од владата? Знаете барем една да ми кажете препорака? Не се замарам за владата много. А се замарате за вашето здравје? Не се ни замарам ни за здравјето. Какви вирус беше у Италија? Нема вирус тука, какво вирус има? Коронавирус, обичен вирус. Као секојаш, вирус обичен. Како вие се штитите од тој вирус? Ние се штитиме од тоа вирус, нормално си ги миеме рацете, хигиена држиме. Има ли во Шутка луѓе од Италија кои што доаѓаат? Има. Дали се пријавени? Не се пријавени, тоа треба државата да преземе. Како ги пуштил да доаѓат? Не се плашите дека може да се разболите? Да се плашиме, па еднаш се умира, што да се плашиме. Мене носот ми тече, обалнацена ми е саката. Зошто сте надвор ако имате симптоми? Зошто не се пријавите? Кај да се пријавиме? Ја не знам. Кај да се пријавиме? Кај кого? Кај лекарот вчера сум бил, затворен на вратата. Никој не се плаши Шутка. Се осеќа дека нема овдека, као да сме, али може и тука да има, ама не се појавуваат луѓето. Тоа е најнормално, сите народ се движи, паника има, највише за јадење. Не е шега и граѓаните треба да бидат одговорни, апелира редовно на пресовите министерот за здравство, но дел од граѓаните и понатаму одбиваат да ги прифатат препораките. Во Жена парк и денес повторно групирање на пензионери, кога дел од нив не видоа дека доаѓаме веднаш се разбегаа, а еден од нив храбро ни одговори дека не може по цел ден да остане дома. И денеска сте повторно тука? Да, повторно сме. Не ги слушате и понатаму препораките. Знаете ли колку може да биде опасно ова ваше собирање? Зашто? Тројца, четворица сме, не сме 10 души ми, господа. Добро, знаете ли дека со вакво неодговорно однесување можете да ги заразите вашите најблиски дома?
Како ги разборам? Од кај знам ја дека дали сум ја болен или овој болен, не му пише во учело дека кој е болен. Одговорните граѓани и понатаму водат грижа за своето и здравјето на своите најблиски, па во домашни услови го исполнуваат своето време. Дел од нив се упатуваат кон апотеките во потрага по неопходните хигиенски средства. Во Скопје се забележуваат редици со пристојно растојание. Скопје и Македонија водат битка со коронавирусот. Се може да почека. Застанете и размислете. Вашето седење дома овој пат може да помогне многу. Бидете одговорни кон заштитата на колективното здравје. Останете дома. Спасете живот. Да, се враќаме во студиото. Професоре, гледаме како размислуваат дел од граѓаните и сега ние, еве, како медиуми, вие како експерти, како луѓе од областа, што се вика онака народски пена не фати, зборувајќи цело време по медиуми, но сепак, еве, дел од граѓаните велат зошто, што би се плашале, зошто да почитуваме, зошто да не се движиме. Може би никогаш не е доста од препораки. Секако, некого не може да разубедите тој што мисли дека во џамија и црква не се добива болест. Не може да го разубедите. Он верува во тоа и може би нема да добие зашто има многу јака вербата во тоа. Јас сум бил еднашка, што беме вински витези и во црква траше, јас бев тој со ракајци, им давме вино од пехар и тие што ќе се напијат, траше се избрише, да се сврти тоа и попот рече, докторе, ај не се разбира што е Божја куќа и на сите зинат 10 души беа траше да питат прогласени за витези, им стават истото место да пијат. Ова е Божја куќа и не може да се добие. Тоа го слушаме. Има историски многу епидемии што почнале во верски објекти, кај што има многу луѓе и кај што, знаете, и во католичката црква, кај што иста работа се пренесе од уста в уста. Значи, ние како научници, како експерти, кажуваме дека и таму може да се пренесе. Јас кажав, погребите се место кај што апсолутно треба заштита на оние што им е паднат имунитетот заради смртта на најблискиот, особено постарите, кои со саати стојат таму во капелата. Значи, пред се зборам за капелата, кај што луѓето проаѓаат, ги гушкаат. Значи, треба да се прекине тоа и да гушкањето да бидат на дистанца, без разлика што е погреб или било што е. Свадбата ја одлагаме, погребот не можеме, меѓутоа нека носат маски тие што бар што примаат сочувство. Значи, секогаш тие што одат повеќе луѓе, тие треба да бидат заштитени, бидејќи во Дебар едно од ширењата на болеста беше и причина за доаѓање и ширењето беше погреб. Од погреб, да. Така да и на тоа треба да мислиме и особено на овие работи во црква. Еве, добро што се сепак надвор што е на дистанца, меѓутоа еве гледате па надвор на земјата сега. Доколку можеме да избегнеме, да се избегне, да, и што не може. И најважно еве и да се допре земја. Било што да се допре. Треба да има тоа, ние го имаме тоа осет микробиолозите, особено имат сите не се смеат од времето. Ја осеќам на рацете кога нешто сум допрал и со тие раце не фаќам ништо друго дека не ги измијам. Значи го имате тоа осет како имате осет кога не сте ги измиле забите од сабајле, дека не ги измиете, се чувствувате нелагодно. Тоа сите ќе почнат тоа да го чувствуваат и една добра страна. Ако ми дозволите ќе кажам после и другите добри страни на оваа ситуација. Сега не треба добри страни, да. Што повеќе. Значи е миење на рацете. Значи, вие може 100 години да им кажувате дека треба да се мијат раце. Па Светска здравствена донесе ден 5. мај е ден на миење на рацете. Се смеат сите дека 21. век се бијат раце. Јас сум имал и предавања и сум собрал трудови кај што се кажува колку животи до ден се спасуваат во интензивна нега ако правилно сестрите ги тријат рацете со алкохолно средство кое брзо испарува научни студии како да заштедиме антибиотици и резистенција. Од тука тој ден е значен ако се спречат инфекциите во болници. Значи со миење на раце кој ќе стане навика. Летоска ќе имаме во светско ниво многу помалку цревни инфекции. Ќе се намали хепатит А. Треба да се искорени ако не сте го добиле преку вода за пиење, преку првиот раце. После
најважно за вирусот, за разлика од вирусот на СИДА, на кој требаше 2-3 години додека се открие, па се кара кој прв го открил, па да му даат име. Ние овој вирус го откривме на почеток на болеста, значи кога го знаете нешто, техничка работа е да се направи тестој, направени се тестој, па потоа да се направат лекови, вакцина, се надеваме дека нема толку многу да мутира. Едната работа, кажав, многу е важно што не ги напаѓа децата. Замислете да овој ги напаѓа малите деца. Каква паника ќе биде тогаш и што ќе се случува тогаш. Добро е што помалку ги напаѓа жените. Некој може ќе ми замери сега. Меѓутоа сепак жените се тие што раѓаат и што ќе го продолжат човештвото. И тоа е многу интересно да се види, да, зошто е тоа така. Потоа, од искуството во Кина, кај што ја објаснив дека Европа сега деноиве со апсолутни бројки, ќе ја премине Кина, која ќе има над 80.000, а сега има околу 70.000 случаи докажани, и по смртност, меѓутоа по број на жители, сега моментално, на милион жители, во Европа има скоро 3 пати повеќе случаи, отколку што имаше во Кина. Меѓутоа пак луѓето од кинези ќе бегаат полиција, нема да бегаат од италијани, а во Италија има 50 пати, односно 25 пати повеќе смртни случаи, колку што имало во Кина, а 50 пати повеќе заболени, а ќе има уште најмалку 3 пати плюс од ова. Значи, со Кина се каже дека може се контролира. Мерките даваат резултат. Дали се премногу строги, премалку, тоа е друга работа, меѓутоа даваат резултат. Лесно се докажува. Сега тестот 25 евра, се надевам дека до година ќе биде 1 евро или помалце, кој ќе има повеќе конкуренција. Сега ќе има повеќе тестови, ќе видиме ќе има и добри и лоши тестови. 80% од болните се со лесна клиничка слика, односно кој ќе заврши се ова ќе испадне дека 95% се, кој ќе ги земи оние што немаат никаква клиничка слика. За жал тие се оние што ја шират болеста, заедно со овие што се со лесни симптоми. Што се однесува до ширењето, средно брзо се шири, нешто побрзо можеби од грипот, послабо, побрзо многу од SARS, ебола и така натаму, меѓутоа има болести од кои имавме смртни случаи на вакцинибилни болести, кои се превентибилни со вакцина, кои што се морбилите, кои се шират многу побрзо. Смртноста е мала, сега од меркиве што ќе донесат? Ќе го подобри семејниот живот, семејните вредности, луѓето ќе се видат дома меѓу себе, ќе бидат заедно, мислам дека помалце кав ги има, не слушам дека некој се кара во комши и така натаму. Понатаму ќе го намали што го имавме при сидата, што е логично, значи со појава на сида, вие може да зборите 100 години дека треба ракавици кај здравствени работници, кај стоматолози. Хепатит С и хепатит Б многу полесно се пренесува преку крв, отколку сидата. Меѓутоа кога се јави сидата од медиумите се, почна да се намалува хепатит Б, хепатит С и сите сексуално преносливи болести. Тоаш почна луѓето да користат кондоми и заштита. Некои од тие болести не беа помалку страшни од сидата. Друга работа, оваа ситуација ќе намали сексуалните преносливи болести, бидејќи луѓето ќе се бидат дома. Ќе нема промискуитет и врски наден. Да, една појава дека може и така да се живее, не е страшно и без тоа и без овие, како ги викаме, коцкарници, облажувалници. Сега не знаеме колку долго може народот да издржи, меѓутоа мислам дека добро ќе дојде тоа. Добро, таму има друг ќе се намали драстично, веќе е намален, овие мерки ќе намалат се настинки. Грип, оваа година ќе падне бројот на болни од грип, заради тоа што ги распуштиме школите, градинките, кај ќе има настинка. Сега настинките ќе се намалат и се надеваме дека техничка работа. Тоа за една година ќе има вакцина и лек. Тоа се тие работи кои треба да гледаме оптимистички. Околу вакцината и лекот различни информации доаѓа, значи од германската компанија CureVac, за која имаше информација дека сака да ја купи американска фирма, па
тоа веќе се издигна на доста високо ниво, за која вела дека е најблиску до вакцина. Незиниот претседател кажа дека може да се очекува вакцина до есента, но други експерти се скептични, велат најрано пролет 2021. Да, јас кажав прв пат кога сега ми четврти пат да сум телевизија, се надам не сме досадни, ама не сме, ова време кога не сме не да се кажеш. Мислам, вајде, нешто ќе помогнеме. Значи, тоа беше негде 26-7 февруари, кој имаше еден случај во вашава телевизија, меѓутоа во снимена емисија, кај што кажав есента 2021. Реално до сега 18 месеци, меѓутоа јас зборував за да и ние да добие светот. Друго е кај што ќе почне да се применува, па треба да се видат резултатите. Лесно е дека има епидемија и кој има случај да проверите. Што ако немате случај? Тоа што имате само лабораториска можност дека ќе делува, па ќе видиме ако има епидемија дали ќе делува. Значи се ова што да кажем? Мачкава вреќа, може да вакцинираме милиони или милиарди луѓе, а вирусот како SARS што си отиде пред 16 години да не се појави воопшто понатам. Значи тоа се сите работи, после ќе си као некој се збогатил и така натам. Значи треба да се испита прво кој е тој што доброволец што ќе ја прими вакцината ако се работи за жив вирус. И која е таа група на луѓе и какви бидат нуспојавите, па после да му дадеме овој див вирус, да видиме, тоа е најточно, див вирус кој сега го има, да видиме дали они ќе останат имуни, а та имаме контролна група во кој нема да бидат вакцинирани, да има дали тие повеќе ќе се разберат. Тоа е многу тешко за испитување, што е професор, особено со лекоите. Што е со тој колективен имунитет за кој се зборува дека тоа го читаме, велат други дека значи треба едноставно да се зарази одреден дел од популацијата и потоа вели следната сезона ќе постои и одреден колективен имунитет на вирусот. Да, тоа е лесно се каже за вируси што имаат помала смртност. Ово е тука еден граничен кај што во некои земји дава и висока смртност и не може да си играме со него, бар така решија целиот свет. Така ќе го на некој начин ние го спречуваме. Ќе се спречува. Значи природниот, имаме природен имунитет и колективен кој се добива најчесто не од болест, сите мислат дека мора да се разболиш, туку од контакт со вирусот. Најчесто без инфекција или инфекција за која личела на настинка или нека друга болест и така се создава колективен имунитет. Меѓутоа за да тој се создаде, вие треба да пуштите вирусот и луѓето да го создадат. Овој пат нема да се создаде колективен имунитет, природен, или тој ќе трае многу долго. Може ќе го снема вирусот или ќе тлее со години. Што може би е добро, бидејќи нема да има директен удар на здравјето и веројатно ќе се создаде вештачки колективен имунитет со вакцинација. За овој вирус, особено за малите сипаници, може да кажеме, вакцината е важна пред се за ранливите групи, за ризичните групи. Кај морбилите тоа се деца болни од имунокомпромитирачки болести, имаме и смртни случаи, и други возрастни луѓе, кај што вирусот на здравите ретко предизвикува смрт, кај тие може да предизвика смрт, овде се тие исто така ризични групи. Овој вирус, ако се јавил пред 100 години, ќе бил, како што рече колегата Несторович, еден од најсмешните вируси. Тоа што не можели да го докажат. Зошто бил најсмешен? Па, ако тоаш просекот на живот бил 55 години, или очекувана старост, немало стари луѓе да нападне толку многу, а останатите имено компромитирани ќе умреле од други болести. Хронични болести и така. Значи, денеска населението е многу по-старо и многу по-подложно на овие инфекции, кои за некои вируси и бактерии кои некои порано може би постоеле, меѓутоа не наоѓале тло да се расшират. Значи продолжениот животен век. Да, апсолутно продолжениот, кај што имаме очекуван става во некои земји која се движи до 90 години. Да, добро, правиме уште една пауза за реклами, кратка се разбира, брзо се враќаме во студиото, останете со нас.
Да, се враќаме во студиото, да ја видиме веднаш денешната изјава на министерот Филипче во однос на опторувањето на врз здравствениот систем од страна на болеста, од страна на вирусот и што се случувало во Италија, па ќе продолжиме со разговорот. Објавено е во еден стручен научен труд за тоа како почна епидемијата во Северна Италија и дека најголемиот проблем со кој што може да се соочи еден здравствен систем е да за кратко време се наполнат оделенијата за интензивна нега. Во Италија, во градот Кодонјо, на крајот на јануари бил примен еден пациент со атипична пневмонија, кој што бил диагностициран со коронавирусот и веќе следниот ден 36 други пациенти кои што не биле во директна епидемиолошка врска со претходно примениот пациент, а консекутивно по 10 до 15, односно 12 во првите 3 дена од епидемијата пациенти кои што барале механичка вентилација, односно лекување во оделенијата за интензивна нега. Во таа смисла, сметам дека раното откривање, скрининзите по епидемиолошки индикации, како што веќе почнавме да правиме во Дебар, сега во околината на Струга овие денови, а се прави планот и за некои населби и региони во Скопје, но и во други градови согласно податоците кои што ги имаат епидемиолозите. Сметам дека е многу битно за да се откријат што порано случаите, за да не го преоптеретат здравствениот систем и да понатаму тоа предизвика проблеми и па компликации во лекувањето и неможност да се справуваме со овој проблем. Професоре, очигледно е дека главниот страф на надлежните кај нас, но се чини веќе и во цела Европа, е тоа да не им се повтори Италија, тоа што се случува во Италија. И отприлика во таа насока се и препораките на Светската здравствена организација за мерките. Сите зборуваат за зачувување на здравствениот систем од преголем шок. Да не биде нагло бројот на случаи, да не биде така нагло. Меѓутоа, ова наистина зачуда, не го знаеме податок, јануари, нашава прва пациентка што дојде во февруари по 30, скоро месец дена од овој случај да не ја истестираат, тоа се зборува. Ништо не е чудно што се случува таму, значи они дури и симптоматските пациенти. За првата пациентка која дојде од Италија, која била во болница таму, значи не било нешто ново па да не се чудат, туку веќе во јануари имале 36 случаи во еден помал град релативно дневно и така натаму. Значи тоа е многу важно да не се случат, значи да нема случаи кои нема да може да се покријат одеднаш и тогаш може да се случи смртноста, може би една од причините е сигурно што ја коментирав, разликата меѓу овие Германија, Шведска, Норвешка, скандинавски земји и Германија, во Австрија и Швајцарија, во однос на Италија и Шпанија, веројатно таму неподготвени нагло е дојден бројот на интензивна нега и може би тоа е причина за ова, иако не е единствено огромна е разликата на смртни случаи. Сега тука е дилемата со тестирањево, протокол да се направи, во Јужна Кореја се тестира кој сака, значи таму ако имало до сега 8.000, а имаше околу 200.000 тестирања. Таму има широко тестирање. Што и не е многу за таа 50 милиона жители, меѓутоа широко бесплатно тестирање, како за СИДА што има анонимно, овде не е анонимно, односно треба да се пријави. Ние немаме средства за тоа по 25 евра сега тестот и капацитети може да има, меѓутоа проблемот е што кој да се тестира. Ако се тестира здрав и ако се олабај, ја шири, може да се зарази после или да е во инкубација кога се уште не е детектибилен вирусот, така да добро е овие што биле во контакт на излегување од изолација или може на почеток и на крај, и овие што имаат симптоми, на тоа да се задржиме да таков еден алгоритам да се прави тој тест на тие случаи. Во секој случај, од последниот ден е забрзан скринингот. Ако нешто барате, ќе имате и поиште случаи. Ако не барате, нема да имате. Меѓутоа, ме теши што нема смртни случаи и тешко болни случаи, што укажува дека веројатно нема голем број на недетектирани случаи. Тоа
Дека е така е добра. Да, друго прашање кое се наметнува во однос на Кина, значи ти има карантин на еден град на Вухан и тамо беше жариштето, другите случаи можеме да речеме дека се занемарливи во однос и тој карантин кој траеше 28 дена даде резултати, тамо веќе болеста рече се и да не се шири. Да. Значи последните податоци велат дека бројот на импортирани случаи во Кина е поголем од домашните. И сега прашањето ми е онака лаички, мене навистина не ми е јасно зошто сега заразата не почне од почеток. Значи они успеа и тие случаи што излегли од градот да ги лоцират и да ги задржат во еден пристоен број во другите гради. Секако, меѓутоа патувањата релативно изгледа не се толку чести таму и на време ги прекина. Зошто пак не би се јавил вирусот е интересно прашање и кога пак ќе се јави. Значи мерки може да прекинат и по некој време да се јави. Значи да кажеме за разлика од бактериите кои повеќето бактерии, не сите, кои може да обстанат надвор долго време, дури да се размножуваат во храна, во земја и така натаму, вирусот фактички не е микроорганизам, он не може сам да живе. Он може едно време да остане надвор, него му треба клетка. Дали тоа е бактерија, протозоа или човечка, овие што ги викаме незграпно на македонски хумани вируси, човечки вируси, баш не е хуман, особено на Ебола. Значи, имаме анимални, значи му треба и тоа обично живее во специфични клетки. Ако на една средина немате ни еден човек кој го држи вирусот таму може само од надвор да дојде. Тоа не може така и бактерии да го направите. Бактериите може да бидат во разни, особено отпорните бактерии, оние што имаат спори и така натаму. Така искоренета првата болест од човекот, вариола вера. Значи, не постои човек на земјината топка што има вариола вера, што содржи вирусот. А вирусот не може да живее на друго место сем во човек. Овие вируси може да живеат привремено во животни, меѓутоа треба изгледа процес да повторно ги нападне луѓето, а сега има можности кои ќе ги нападне брзо да се реагира, да не се дозволи ширење и се има некој циклус. Вирусот се уморува, па потоа по некоја година пак доаѓа. Значи сега предпоставам во Кина нема имунитет, не е заради имунитетот, туку нема луѓе кои би го ширеле вирусот. Сите тие се под контрола и со тек на времето ќе се излечат и тие, сите се детектирани и вирусот ќе го снема. И оние што асимптоматски го носат изгледа еден месец и потоа го снемат. На тој начин ќе го снема и во целиот свет и во Европа, бидејќи една позитивна работа на вирусот е што не може да се размножува надвор од човекот. Да. Добро, имаме уште едно скайп вклучување за крај, повторно го враќаме. Славе Младеновски, немаме уште многу време, уште 8 минути до крај, затоа ќе ве молам за навистина еден кус одговор за едно сиже на вашето обраќање вечерва тука. Кажете ми, ова што се случува, буквално го сврте светот наопаку. Значи, ние за периодот, не знам, 15 на 20 дена, веќе живееме во нова реалност и очигледно е дека кога и да заврши ова со короната, дека ќе се разбудиме во различен свет од кој што сме живееле до сега. Дали мислите дека луѓето се свесни за тоа? Дали ја гледаат оваа драматична промена или дека се случува вака постепено, па едноставно ќе се навикнат? Кога станува за одговорот на вашето прашање на глобално ниво, не можам да дадам екзактен одговор. Они се свесни за опасноста што постои. Меѓутоа, прашањето или одговорот мора да содржи уште втор елемент, дали се совесни. Меѓутоа, кога би го ставил вашето прашање во контекст на македонските состојби или да речеме состојбите во регионот каде што можам да имам по-веродостојни информации, можам да истакнам дека за сите нас, како поединци и за државите и општеството, ова е сериозен тест, дека всушност мораме да се однесуваме одговорни како луѓе. Јас сакам да ја завршам ова емисија, односно учеството во оваа емисија, со една реченица која предпоставам дека ќе биде добра поента за ова што досега го разговаравме и ова што го слушав од вашите соговорници и гостинот во студиото, а станува збор за следново.
Медиумите и стручните лица имаат професионална обврска постојано да укажуваат и на опасностите и на заканите да даваат предлози или предлог решенија. Од институциите се очекува да едуцираат, да воспитуваат и соодветно да казуваат однесување што не е во рамките на општествените и правните норми. Меѓутоа, кога станува збор за оваа епидемија денеска, сега што ни се случува, јас ги прифаќам сите анализи што се прават врз основа на податоците со кои што располагаме. И тие ќе бидат добра основа за понатаму да се направат нови анализи и да се дојде до одредени мерки. Меѓутоа, кога станува збор за оваа епидемија, епидемијата не треба да се посматра и да се превенира од аспект на бројот на смртни случаи, туку од аспект на заштита на здравјето на граѓаните. Зошто го велам ова? Тоа е од причина, ако ја земеме смртноста, таа во одредени држави покажува многу ниско ниво, затоа што можеби тие држави има добар здравствен систем или можеби имаат добри мерки за негово ширење. И тогаш нашите мерки ќе бидат можеби многу меки, а не знаеме како ќе се однесуваат граѓаните во дадената ситуација. Од друга страна, ако земеме од аспект на јавното здравје и заштитата да преземеме соодветни мерки, тогаш имаме основа да го превенираме ширењето на вирусот. Една поента само ако дозволувате, господин Сејат, сакам да укажам дека и така е започнав емисија моето гостување со благодарност до ТВ24, меѓутоа сега ќе завршам со пораката дека медиумите имаат и професионална обврска да испраќаат до граѓаните пораки со точни информации и благовремено да реагираат на секоја работа. Дури мислам дека во дадена ситуација и државните органи може да формираат одреден центар кој што ќе дава информации на дневна основа доколку граѓаните имаат потреба, бидејќи навистина ние во оваа вонредна состојба ќе се најдеме каде што на луѓето ќе им требаат и информации. Благодарам за учеството во емисија. Да, на денес ќе ви благодарам и на вас. Професоре, имаме уште малку време до крај, уште неколку прашања. Прво, исто така, се уште гледам дека траа таа дилема и светските експерти различно одговараат. Може ли повторно да се зарази човек од вирусот кој го прележа? Во медицината одговорот секој што кажете може, нема да сгрешите, работате колку често. Иначе се може. Во медицината и да се излечите од неизлечива болест и така натаму. Значи може бидејќи има случаи кај што тоа се случило во Кина. Меѓутоа сега не може да ви тоа било брзо, по месец дена. Треба да пройде време, дали колку е долготраен имунитетот за повторно заразување. Сега тоа што се случило е тамно близко до нула, така да сега сметаме дека тие што прележале не може пак да се заразат. Иако тие што кинески случај читав има различно мислење дали е тој повторно заразен или бил погрешно диагностициран. Или остаток од претходниот вирус се уште. Да. Може многу работи на него. И така натаму. Значи тоа е многу важно за вакцината. Добро, а кажете ми во однос на лековите. Од она јас што го имам читано, велат во принцип лек за вирус нема. Многу е тешко да има класичен лек, како што е да речеме антибиотик, лек за инфекција. Лек за вирус нема, тоа се лекарства кои можат да ги убlažат симптомите, да го скратат време трењето. И сега зборуваме цело време дека во Русија има некој лек што лечал за ова, во Јапонија исто така, и цело време се зборува за некакви лекови. Значи има за херпес вируси лекови, има за вирусот на инфлуенца, за хепатит Б и најдобри лекови, најскапи се за хепатит С кој лечат слично на пеницилинот кој бил променен, го искоренува до над 90%. Меѓутоа се со илјадници евра тие лекови. Овој вирус е обвиткан вирус, релативно голем вирус, значи има и некои ензими сложене, така да се очекува дека би требало да се најде некој лек кој ќе има и несакани дејства, меѓутоа што се најден за грипот, за херпес вируси би требало. Најтешко се наоѓаат лекови за оние мали вируси, кои се необвиткани, многу едноставни. Овој не е толку едноставен, значи може нешто да му се најде што ќе го спречи. Меѓутоа за наоѓање на лек нов редовна постапка е 24 години. Редовна постапка за докажување на лек. Може да се скрати на 12 со сите работи. Значи испитување клинички, ова нека се скрати на 2-3. Порано, кога немало толку етички норми, можело да се прави на тешко болните, оние што сигурно ќе умрат, а такви не постојат. Сигурно да им се даде некој лек како експеримент. Слушаме од италијанските лекари дека
Немам пациент 37 годишен кој го спасиле, му дале 5-6 лека, дури некои антивирусни, па и антималарични, меѓутоа сега не знаеме дали некој од тие го спаси или ќе се спасеше сам. Значи, при испитување на лек мора контролна група, а кај вирусите е проблем што бар као немаме такви адекватни животни, кај може да го испитуваме, немаме што лилјаци тешко оди. А што значи контролна група? Да ги заразите едните, да ги заразите другите и новие да давате лек, на другите да не давате. Сега во тек на епидемија може да се најде контролна група на која нема да и се дава лек, или ќе се дава плацебо, на другата да се дава некој лек. Меѓутоа треба да биде кандидатот многу сигурен за да тоа се направи, а за да се стигне до кандидат треба многу претходни испитувања. Очигледно некој постоечки лек без некој модификација не постои. Сега за сега. До сега ќе дадеше директен ефект. Професоре, ви благодарам за учество воедно и прв вако формат. Благодарам, че сум прв гостин на... Се надевам дека некои дилеми разјаснивме. Да, ја можам да дам порака, значи да не се плашиме од последиците од епидемијата, таа ќе биде совладана, сметам дека ќе биде смртноста негде како еден сезонски грип, се разбика заради мерките, а не заради тоа што е болеста лесна. Јас само се плашам за последиците од мерките, ако траат премногу долго, особено на економијата и на предизвикување на здравствени проблеми од друг аспект, ако траат долго. И само тоа се плашам. Иначе дека ќе биде совладана, се надевам до летото епидемијата, да. Ви благодарам. Оптимистичка и реална порака за крајот. Вас, почитувани гледачи, ви благодариме. Следете ја нашата програма. Не заборавајте, вечерва во 21 часот нема анализа. Ова беше нашиот разговор. Утре во истиот термин се гледаме.